Ministarska grupa ki ги решава проблемите со текстилниот кластер. Ова е одлука на владата по вчерашното предупредување од текстилниот кластер дека поради минималната плата и без државни субвенции, најмалку 5000 работници можат да останат на улица. Над 5000 луѓе кои може да останат без работа. Зошто да останат без работа? Затоа што работодавачот не може вечно да ги дотира тие плати на послабите работници. Затоа што просечните плати веќе отидува во производството на облека над 17.000 денари. Но ваквото дотирање може да трае само до одреден период. Министерската група би требало заедно со текстилниот кластер да ги разгледаат сите отворени прашања и да се обидат да дојдат до заедничко решение кој ќе биде прифатливо и за работодавачите, и за работниците, и за државата. Владата и досега покажа дека е подготвена да излегува во пресрет на барањата на работниците и работодавците во текстилната индустрија, преку покачувањето на минималната плата и преку овозможувањето на активни мерки за директна помош и подршка за компаниите, со цел да се обезбедат повисоки плати. Една од тие мерки е и проектот за подршка на порастот на платите во трудоинтензивните дејности, во износ од 30% од порастот за оние работодавачи кои ги покачиле платите до 18.000 денари. Се вели во соопштението од владата. Сепак текстилниот кластер инсистира на ослободување од 50% од придонесите за плата кои би биле насочени кон покачување на платите на подобрите работници. Исто така беше побарано и враќање на нормата како услов за исплата на минимална плата. Во која држава производството нема нормиран учинок? И како сето тоа би можело да биде нешто што не треба да се земе во предвид при наградувањето. Сите овие законски одредби со оглед на моќта, капацитетот на текстилните компании во делот на исплатата на платите и во делот на финансиската кондиција што ја имаат, оди кон тоа да се намалува продуктивноста. Инаку во текстилната и кожарската индустрија работат околу 40.000 работници, од кои нешто над 8.000 се само во Штип.